Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани планира во наредната година да потроши 550.000 денари за реализирање на програмата за третирање на бездомните куќиња. Овој износ е за 1/5 повисок од лани, а најголем дел од парите се планирани за набавка на храна, лекови и средства за дезинфекција на животните. Општина Кочани изготви годишна програма за контрола на популацијата на бездомните куќиња, според која за нивен третман и заштита во 2019 година ќе се издвојат 550.000 денари. Оваа сума е за над 20% повисока во однос на лани, при што најголем дел од парите ќе бидат наменети за тековно одржување на прифетелиштето, односно за обезбедување храна, лекови и средства за дезинфекција, како и за трошоците за лицата кои ќе го вршат заловувањето. Со програмата за наредната година е предвидено да се третираат околу 150 бездомни куќиња, колку што просечно годишно се идентификуваат на територијата на општината. Со оглед што локалната самоуправа нема соодветно прифатилиште за овие животни и во наредната година ќе мора да ги користи услугите на соодветна лиценцирана ветеринарна установа. Исто така, во програмата е предвидено да се одвојат и дел од парите за организирање манифестации и јавни настани за подигање на свеста на граѓаните за вдомување и одгледување на бездомните животни. Годишната програма ќе ја реализира комуналното предпријатие Водовод, кое има задача да спроведе постапка за јавна набавка за избор на оператор кој ќе ги извршува услугите. Доколку на јавниот повик не се јави лиценциран оператор, тогаш општина Кочани се задолжува договорно да ангажира двајца лиценцирани заловувачи, како и фирма што ќе ги транспортира заловените животни до институција во која ќе се врши третирање на бездомните куќиња. Бактериолошка загаденост на водата за пиење е утврдена на главниот цевковод во планинското село Полаки. По анализата што ја направил Центарот за јавно здравје во Кучани, побарано е општина Кучани да го извести локалното население дека водата не треба да се користи за пиење или готвење. Водата од водоводот во планинското село Полаки е неисправна за пиење, поради што е издадена забрана за нејзина употреба. Анализите врз земените примероци што ги направил Центарот за јавно здравје од Кочани покажале поголемо присуство од законски дозволеното на вкупниот број бактерии, поради што е оценето од и користењето на водата може да има штетни последици по здравјето на луѓето. Во писменото известување до општината стои дека поради констатирано присуство на бактерија Ешерихија коли се препорачува жителите од ова село, како и планинари, гости и други посетители да не ја користат водата за пиење. Загаденоста е регистрирана на главниот цевковод, односно од водозафатот во местноста Китка до двете Маала, Цреша и Крушка. Испитувањата на водата во Полаки не покажале големи отстапувања од законски дозволените во однос на исправноста од физичко-хемиски аспект. Во писменото известување до локалната самоуправа од Центарот за јавно здравје нагласуваат дека е потребно локалниот водовод во ова село да се дезинфицира со резидуален хлор од 0,2 до 0,6 мг на литар. По таквиот третман, дополнително во наредниот период ќе треба да се направи уште едно испитување, пошто се очекува здравствената институција да излезе со нови податоци дали е постигнато подобрување во исправноста на водата за пиење. Учениците и наставниот кадар од Средното општинско училиште Љупчо Сантов, учесници во проектот "Ние сме попаметни од технологијата", кој што се реализира како дел од Еразмус плюс програмата. Тие беа гости во Турција, а пред учениците ги презентираа своите искуства од тамошниот престој. "Ние сме попаметни од технологијата" е насловот на проектот во кој што учествуваат ученици и наставниот кадар од Средното општинско училиште Љупчо Сантов Кочани. Станува збор за стратешко партнерство за училишни размени и преку проектот учениците од Кочанското училиште кои се учесници во проектот учествуваа во презентацијата што се одржа во Турција. Проектот вклучува училишта од Турција, Норвешка, Италија, Романија, Македонија и Словачка. Овој проект ги опфаќа учениците, наставниците, училиштата, семејствата и заедницата кои користат технологија постојано во секојдневниот живот. Учениците кои беа таму пренесоа дел од искуствата на останатите ученици. Ние бевме изберени за презентација на нашата држава, град и училиште во Турција, во Кахраманмараш, од проектот на Еразмус плюс, односно ние
ние сме по-паметни от технологията. Имахме видеопрезентация за Македония, некои позначени места в Македония, односно туристички места, нашите знаменитости. Имаше исто така надпревар за лого, во кое нашето лого беше второ рангирано. Тоа беше меѓу најдобрите. За лого на проектот беше избрано на Турција. Во рамките на проектот, покрај тоа што го посетивме училиштето и покрај тоа што имавме презентација за самиот наш град, за самата наша држава, како и нашето училиште, исто така имавме посета и на директоратот за образование во Република Турција, во тој изград Кахраманмараш, каде што имавме презентација за системот на образование во Република Турција, односно на кој начин на кој начин се спроведува образованието во државата Турција, на кој начин тие стекнуваат знаења и спроведувавме определени разлики од образованието во нашата држава како и државата таму. Покрај тоа имавме многобројни посети на музеи, како отворени, така и во затворени простори, каде што видовме многобројни работи кои што се зачувани уште од античко време, поврзани со Турција, па покрај тоа и со Македонија. Многобројни сличности што ги има исто така и кај нас. Имавме исто така посета и на античкиот град Кападокија, каде што видовме исто така многобројни музеи, посетивме исто така и работилница за глина, каде што стекнавме многу искуства. Имавме исто така можност да пробаме многу турски специјалитети, кои што кај нас ги нема. И тоа беше огромно задоволство, како и искуство за нас. Покрај посетите на музеи и на локални институции, како и на Кападокија, во Турција, како дел од мобилноста, запознавме многу различни ученици и пријатели од различни 6 држави. Исто така имавме можност во тие 5 дена да се запознаеме, да се дружиме и да запознаеме нови култури, различни традиции. Целите кои треба да се постигнат се учениците да станат посигурни во основните вештини на ИКТ и на англискиот јазик, да стекнат сигурност и вештина во комуникацијата, да бидат повеќе заинтересирани за европскиот народ и за културите и да бидат свесни за важноста на добри манири во социјалните медиуми, стекнување на знаења користејќи повеќе сензорни органи, да учествуваат и да преземаат одговорност повеќе поради самодовербата од стекнувањето знаења, да ја обликуваат својата иднина врз основа на нивната цел, да знаат што сакаат и да ја преземат контролата на својот живот. Нашето училиште во почетокот на септември 2018 година го доби проектот Ние сме попаметни од технологијата од Erasmus Plus програмата, кој спаѓа во делот на стратешки партнерства за размена на добри практики. Носител на проектот е Република Турција. Всушност нашето училиште е партнерска организација, има вкупно 6 држави: Република Турција, Република Македонија, Италија, Норвешка, Словечка и Романија. Сега во периодот ноември, од 26 ноември до 1 декември беше организирана првата мобилност, која што беше организирана од домакините. Понатаму во наредните 2 години ќе имаме организација уште на 5 мобилности, од кои една ќе биде организирана и во нашето училиште во октомври 2019 година. Целта на проектот е учениците да се запознаат со новите технологии, меѓутоа повеќе и да ги надминат технологиите, односно да ги стават во функција на подобрување на нивниот образовен процес, да научат повеќе нови техники на учење, нови современи методи и пред се да се дружат, да научат многу повеќе за културите на државите, културните различности и сето тоа да даде еден позитивен резултат во тоа дека технологијата треба некогаш да се надмине за да се стекнат позитивни резултати во работењето. Овој проект ќе заврши во јуни 2020 година и до тогаш ќе проциркулираат вкупно 20 ученика кои што ќе бидат учесници во тие мобилности и ќе бидат домаќини на мобилноста која што ќе се организира наредната година во нашата држава. Во развојот на светот невозможно е да се игнорира напредокот во образованието без технологија, што ја има моќта да го обликува нашиот и општествен и индивидуален живот.
Затоа учениците се заинтересирани да научат други искуства за технологијата и да ги споделуваат нивните искуства со другите. Има одредени пречки при користење на технологија во училниците. Прво, наставниците и учениците немаат доволно знаење за тоа како да се користи и не може да се направи прогрес во образованието. Затоа, велат учениците, веруваат дека благодарение на овој проект имаат можност да научат како да се заштитат од опасностите од интернет и како да ги користат на добар начин при користење на социјалните медиуми и да можат да се фокусираат на начинот на кој секоја земја управува со цел за да се избегне технологијата да се претвори во катастрофална алатка. Средното училиште Лјупча Сантов распиша литературен конкурс за краток расказ на тема "Приказната од куферот". Конкурсот започна на 7, а ќе трае до 24 декември, каде што потоа ќе бидат оценувани и наградувани најдобрите. Средното општинско училиште Лјупча Сантов пресрет на новогодишните и божикните празници распиша литературен конкурс за краток расказ на тема "Приказната од куферот". Учениците ќе имаат можност својата креативност и љубов кон пишувањето да ја искажат со учество на конкурсот, а при тоа да бидат и наградени за својот труд. Право на учество имаат сите средношколци, ученици во нашето училиште од 1 до 4 година и имаме одредени пропозиции. Во рамките на тој краток расказ, текстот треба да биде напишан на лист хартија од А4 формат, со фонт 12 и да не биде повеќе од 2 страни. При тоа треба да се внимава дека текстот треба да го имат напишано во 3 примероци, од кои 2 залепени во плик со шифра се оставаат во кабинетот по македонски јазик, а третиот примерок го имаат како доказ за авторството свое. Во периодот на распишувањето на конкурсот, кој што трае од 7 до 24 декември, е поставена кутија каде што ќе бидат оставени пликоата со кратките раскази. После тоа се формира комисија која што ги чита расказите и се одбираат 3 најдобри. Во рамките на тие 3 најдобри, училиштето под раководство на директорот Игор Христов има приготвено соодветни подароци и во рамките на тие подароци учениците ги мотивираме секоја следна година да земаат се поголемо учество. Се надеваме дека и оваа година ќе биде така и еден мал придонес, поттик за учениците писмено да се изразуваат, бидејќи тоа ќе и биде потребно и во текот на полагањето на матурата и во текот на понатамошното нивно живење. Конкурсот се распишува по иницијатива на членовите на активот по македонски јазик и литература, но под раководство на колегата Александар Димитров. Инаку, в пресрет на новогодишните празници и оваа година наставниот и раководниот кадар и учениците се потрудиле училиштето да биде украсено со новогодишна елка и украси, како и со тивка музика во позадина, со цел пријатен и новогодишен амбиент во самата школска установа. Актерот Благој Веселинов, која толкуваше главната улога во филмот Исцелител, доби вредно признание на меѓународна сцена. Артистот кој потекнува од Кучани е вброен меѓу 10 најдобри европски актери кои се во подем, а наградата ќе му биде доделена на филмскиот фестивал во Берлин. Македонскиот актер Благој Веселинов е еден од 10 добитници на наградата Shooting Stars, која ја доделува Берлинскиот филмски фестивал. Оваа награда им се доделува на најдобрите европски актери во подем. Во одлуката на жирито пишува дека Веселинов ги освоил членовите на комисијата со неговата длабока и неочекувана чувствителност во наградуваниот филм Исцелител. Признанието се доделува веќе 22 години, а секоја година се представуваат по 10 млади актери од Европа. Веселинов своето признание ќе го добие за време на фестивалот во Берлин, што ќе се одржи од 8 до 11 февруари идната година. Покрај него, добитници на признанието се и актери од Ирска, Шведска, Полска, Данска, Германија, Норвешка, Исланд, Србија и Естонија. Благој Веселинов е роден во Кочани, а во аматерскиот театар на Центарот за култура Бели Мугли ги започна првите чекори во глумата. Подоцна дипломира на Факултетот за драмски уметности во Скопје, а учествувал во повеќе од 50 театарски представи и 15 филмски улоги, започнувајќи со дебито во филмот Како да ме нема.
Сепак, најдобро познат во јавноста во Македонија и надвор од неа стана минатата година со улогата во наградуваниот филм Исцелител на Ѓорче Ставревски. Инаку, Веселинов е дел од актерската екипа на Македонскиот народен театар во Скопје. Следува информацијата од спортот. Младинските екипи на Баскет Дино имаа одличен настап во Полска, каде учествуваа на меѓународен кошаркарски турнир. Екипата во категоријата М12 го освои првото, а во М16 четвртото место, додека кошаркарот Дино Лазаров беше најефикасен на целиот турнир и го доби признанието за најкорисен играч. Прво место и златен пехар освои кошаркарската екипа на Баскет Дино во категоријата М12 на меѓународниот турнир, што во изминатите денови се одржа во градот Щечин во Полска. Нивните постари клубски колеги пак кои се надпреваруваат во категоријата М16 го освоија четвртото место. Кочанската екипа беше единствен представник од Македонија, на кој имаше вкупно 12 тимови од Полска, Словачка и Украина. Најмладите кошаркари на Баскет Дино до победничката титула дошле по одигрувањето на 5 надпревари, при што забележале исто толку победи. Карактеристично е дека во еден од надпреварите тие за противник имале екипа со кошаркари кои биле и 3 години повозрастни од нив, но сепак успеале да ги победат. Организаторот на турнирот за секој надпревар избирал и најдобар играч, при што со признанија се стекнаа кошаркарите Гораст Митев, Патрик Илиев, Младен Василов и Симон Крчев. Покрај нив, кошаркарот Дино Лазаров, кој постигнал вкупно 174 коша, е избран за најкорисен играч на целиот турнир. Тренерот Сашо Лазаров е задоволен од прикажаната игра и од успехот на своите млади кошаркари. Тоа е доказ за нивниот талент, како и за досегашните постигања во младинските кошаркарски лиги во домашното првенство. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.